продолжуваме и оваа недела во 3. Денеска имам чест повтор пат да ви кажам добар ден и убаво расположение во овој повторно празничен, убав неделен ден, кога сите православни христијани ја одбележуваат старата православна нова година, 13 наспроти 14 утрешната Василица. Во многу домови денеска се слави, во многу домови денеска се собрани најблиските, пријателите, роднините и ние сме со нашите најблиски, ваши омилени гости, луѓе кои што вие ги предлагавте уште од самиот почеток на недела во 3, веќе скоро месеци нешто ќе направиме, како што ви ги најавив за сите оние кои нешто подоцна ни се вклучуваат во денешното издание. Мене денеска друштво ќе ми прават Антонија Гиговска, Роберт Билбилов и Љупчо Бубокаров. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. И ви благодарам што на овој убав празничен ден сте со нас, заедно со нашите гледачи, гледачите на Еден ТВ, да зборуваме на една тема која што колку што ја тангира вистината, толку пак од друга страна ќе ни ја открие и лагата за сите оние кои што си ја имаат мувата на капата, како што велат нашите стари, ама полиграф нема да ви ставам. Денеска не сум опремена. Не сум опремена за такви нешта, но ќе се забавуваме и верувам дека ќе ги повикаме и нашите гледачи да ни се придружат на нашите телефонски линии на темата и да зборуваме за тоа колку пати сме се фатиле себе си дека користиме бели лаги, и какви и да се, колку и да се бели тие пак се лаги, колку пати пак не излажале за наше добро и колку пати сме биле свесни дека тој другиот што ни зборува не лаже, ама ние во моментот не сме подготвени да му признаеме и дека знаеме дека тој не лаже. Интересна тема, верувам дека и вие ќе ве ставиме доволно на размислување, но пред да го отпочнеме овој сериозен муабет, одиме со музика и Џулија Кустик се секогаш со нас во недела во 3. Повелете. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toes on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. I'm walking here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Let's make it when someone said he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance, smile, be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Honesty, propriety can lead us to notoriety. You could end up as the only one. Gentleness society, a rarity society. Light the candles brighter than the sun. Make a man, the more than license for a gun.
Confront your enemies, avoid them while you can. A gentleman will walk but never run. If others make it, then as someone said, that he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance, smile. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. I'm an Englishman in New York. An Englishman in New York. Englishman in New York. Браво. Одлична изведба на Englishman in New York. Ви благодарам што погодивте вака од сам старт мојата омилена од Sting, како сега вака да се сеќавам на концертот овде во Скопје. И радост за сите нивни фанови, бидејќи Sting повторно ни доаѓаат. Така, нели? Така се така велат информациите. Мене ми се нема јавен уште. се нема јавен. Те молам, пренеси ја вака да ја имаме први ние сигурната информација. Ке се јави, кај. Не, ке се јави. Или може да сака да ме изненади, не? Така ми прави така. Ви благодарам што денеска на Стара Нова година. Бубо не толку добар, вие вака во одлична кондиција сте ми, но Бубо беше на ивица да се разболи и да ми каже Суза извини, ама некој следен пат ќе се дружиме. Не, така ние не сме. Јас се разболев, меѓутоа се трудев максимално, почнуе. Се трудев максимално да бидам подготвен за. Си ето така нека ми простат малку, ако почна малку некои фалсети да фаќам. Да ми кажеше, греано вино ќе ти обезбедев во еден ТВ има се. А денеска е таков и денот, нели? Знам, таков и денот. Топла ракија, греано вино, во битола и колбаси се вртат на... Па тоа е опасното. Ќе почне прво со топла ракија, па со топла марула, па со топли колбасици, па и графче топло со колбасиците, па греано вино. И тогаш сигурно не може да дојдем на Тогаш сите вистини ќе ги кажеш, лаги нема, нели? Да, велат кога човек малку ќе го подготвиш, Роберт, нема лага која може да остане сокриена. Се ќе ти каже, нели, ако малку му обезбедиш сите услови, така? Има вистина? Ако малку му тргне. Ова беше прашање кон мене. За сите помалце. Па не знам, те размислам оце. Ако си искрен, секогаш ќе бидеш искрен. Добро. Врската. Сте размислили ли некогаш дали на вистина вреди човек во секоја пригода и секогаш, баш секогаш да ја кажува вистината, бидејќи не баш секогаш оној спроти нас тоа ќе го цени. Што ме гледаш мене? Не знам, тебе те прашам. Што знам, ја морам прво да кажам дека сум најмоце компетентен на оваа тема. Добро. И мислам дека сите сме некомпетентни, затоа што и дури некого да го фатиш кога лаже, ако не ти признае, ништо не добиваш. Така да, не знам, се сеќавам на времето имавме еден текст со Врчак, Тајните ангели, што помалку знам, толку подобро е. Така да некојаш е подобро, ако нешто знаеш, да го оставиш онака како што е, не чепкај повеќе детали и слично, пошто може да биде само пострашно и подлабоко и повеќе да се повредиш сами од себе си. Да. Меѓутоа има начин, постојат начини како да се заштитиш од тоа или од евентуално ако да не се испуштиш, да не кажеш нешто или да не излажеш. Јас имам еден другар Милен Анче кој што кога нешто треба да му кажам и кога треба да е тајна и ако треба да му посочам, например, немој во да го кажеш, одма вика, слушај, не ми кажувај мене, те молам, не можам ја сега да мислам што е закажување, што не е закажување. Така да има постојат механизми како да се заштитиш. Еве сега јас врзбазан на малку поголемо животно искуство од Ама нема тука компетенција. Ниеден не е компетентен, бидејќи ние не сме едуцирани, не сме психолози, нити сме истражувале ние научно на темата, но се соочуваме. Не го не разбрав така. Се соочуваме со вистината и со лагата секој ден. Заради тоа што не е човек што
што не ја збори вистината. Обично луѓето што не ја зборат вистината, тие наоѓаат начини како да се сноѓаат во различни дадени ситуации. Иначе човек кога е искрен, кога е отворен, мисли дека и сите ќе бидат со него такви. И така што многу често доаѓа до ситуација, нека би простат на изразот, да се заебе. Да. Ама се сеќаваш во наше време, они се малку помлади, во наше време имаше еден многу голем хит лажи, лажи, лажи ме, ти ме лажеш најболе. Да. Има некои луѓе што Имаше просто... еден друг отпорен, ама и ти си многу помлад од мене. Тој се викаше лажи, лажи вере, лажи кој ќе лаже. Да, знам. Ја памтам, многу добро ја памтам. Лажи, лажи вере, Па да ја проследиме. лажи, те лажеш, само мене вере, немој да ме лажеш. Многу убава. Та е една од најубавите македонски песни. Ај продолжи зашо. Добро пее. Пази, некои сакаат да бидат лажени. Да. Значи, има Ама такви тоа луѓе. мед да ти тече кога го лажеш некој нели од уста. Има луѓе кои што толку многу се плашат од вистината, сега сум многу сериозна, што просто си викаш подобро да му сервирам нешто друго, што не е баш лага, ама не е па ни вистина, затоа што толку многу ќе го скршам ако му ја кажам вистината таква каква што е, што не знам дали ќе може да се износи со тоа. Тие се викаат полувистини. Полтушки. наречени. Да, па има луѓе кои што не се спремни за вистината. Треба да ги процениш на кого може да му Ма како кажеш. можам да ја Не одредам знаеш дали ќе се мерката? научи. Значи, има ли мерка, има ли начин на кој што нема да се чувствуваш толку грдо, толку лошо, кога некому не можеш да му ја кажеш вистината и мораш да му сервираш нешто што е, еве, ти сакаш ова да го чуеш, Роберт, и затоа ова ќе ти го кажам. Нели е малку без везе? Како што кажав, некои луѓе не се спремни за вистината. И самите кажавте дека некои луѓе многу трагично ја сваќаат вистината. Без разлика на тоа дали е нешто минимално или екстремно. Некои луѓе едноставно сакаат да живеат во некоја лага, Илузија. да им ја замаскираш вистината. Да им Еве, например, кажеш- тебе Бубо колку пати ти рекле за твое добро? Леле, Бубо, колку супер изгледаш, си ослабнал? Мамо, имам голема глава. Не бе сине. Не, си вика. Ти кажа ли дека тоа е си бела ослабнал лага, а? многу пати? Кога ти знаеш дека не си ослабнал? Па искрено ти кажам, не. Едно 200 грама. Ми рекле, леле, колку фино изгледаш, ја на тоа говорам, слушај, ја имам огледало дома, второ прашање. Идемо далje. Ај ти ми речеш сега, леле, Бубо, колку се ослабнал. Од последниот пат ти Али рекол. добро, Бела сега, лага, сега, Од сега, последниот стварно, пат кога се видовме на изложба или кај ме виде дека не Владко, бев да. многу расположен, си сега да го Не, не, не. расположам малку. Не те имам и на сликата, сликав со керка ми минатиот пат и навистина таму беше баги поправен, а сега од таму си Не, малце си тогаш си бев таман, сега сум Со ослабен. имунитетот сега дека болен малце. сега дека рад болен. Антони, не прекинавме малку, сакаше нешто да каже. Си се нашла ли ти во ситуација да мораш некому да му подметнеш нешто во име на Љубовта. Остави. во љубовта, на пријателството или на што и да е? Па ако ми е премногу близок, секогаш ќе му кажам вистината, без разлика дали ќе се налути или не. Мислам дека после одредено време ќе свати дека е за негово добро. Така што не знам, има луѓе кои што ги боли вистината, така што не можеш со сите исто да комуницираш. Ние имавме една колешка на факултет, помлада беше од мене и се уште е жива здрава, Како се вика? која... Како се вика? Плава беше? Не, Не, не беше. Сега више помине во фаза на Многу рано се омажи и не е од Македонија, затоа изборувам, инаку би било глупаво Па навистина. кажи, Зато не знаеш. Не е од Македонија, Шева скачимне од тука, беше нема од да ја соседството, но многу млада се омажи и имаше едно момче кое навистина многу сакаше да се дружи така со други девојки, покрај тоа што знаевме ние сите дека тој се дружи и со другите, но не се дружи само како другар, се дружи нешто повеќе. И таа беше толку многу несреќна поради тој податок, што секогаш ни велеше, ако слушнете дека бил со некоја, ве молам, немој да ми кажувате. И ние никогаш не знаевме дали го мисли тоа толку многу сериозно или е баш seедно дека не сака да знае. Сте се нашли ли вие некогаш во не сте таква биле ситуација? доволно искусни. Вие сте требали да ја кажете, чиме она викала дека подобро да не знам. И требало да ја кажеш дека постојат и други фази, например, може да знае, а да не се нервира за тоа. Така да
Ајде да ги Тоа е повикаме. најдобра фаза на ситуација, значи да знаеш ли да не те нервира тоа. И си уживаш. Да ги повикаме ние гледачите, јас мислам, да видиме како тие по оваа тема размислуваат. Дали се искрени по секоја цена, по цена и да си го загрузат своето пријателство, својата релација со некоја блиска другарка или роднина и така натаму, бидејќи некогаш и многу не осудуваат другите ако дознаат дека за нешто сме знаеле, а не сме кажале. Или сме се правеле дека не знаеме, нели? Навистина многу непријатни се тоа ситуации и никој не би сакал да е во кожата на некој кој нешто знае, но е на раскрсница дали да кажам, дали да молчам, дали сум предавник или сум пријател, навистина е многу незгодно. Но телефонските линии се отворени и ние ги очекуваме нашите гледачи да видиме како тие и намалете го тебе приемникот. Ете така, слушајте не во слушалка, немојте да не слушате преку телевизор. До тогаш ќе ве прашам, го спомнав полиграфот пред малку. Кај? Немаме, за жал, јас не стигнав во премата денеска во недела, службите не работат, слават. Но ви дошло ли некогаш во животот, Роберт, тебе конкретно? Некој човек да... На полиграф дали бил подложен? Да го ставиш на полиграф. Имало моменти во младоста, мислам, се уште сум млад, но во раната младост? Во поголемата рана младост. Но денеска сваѓам дека тоа е само една голема глупост. Ако некој човек те лаже или мислиш дека те лаже, се сомневаш и слично, тогаш има тука нешто. Тогаш треба да кренеш раце или да го прифатиш онако како што е. Што ги препознаваш, лажговците или оние кои не секогаш ја говорат вистината? Љубовта е прифаќање, не менување. Значи, кога си со некого, можеш да го прифатиш онаков како што е, а не онаков како што си го замислил. Што ме прашавте, извинете? Те прашав како ги препознаваш тие што не ја зборуваат вистината, но имаме гледач, да му дадеме предност, па ќе си го продолжиме разговорот. Важи? Ајде да го чуеме првиот гледач за денеска. Повелете во програма сте, кој ни се јавува? Ало, добар ден. Добар ден. Убав ден на сите, прекрасна емисија. Благодарам. Поздрав до сите, посебно до Бубе, пошто ни беше и не е пријател. Не знам дали се сеќава кај Стево, Суза и Вети, што се дружевме заедно. Имаме многу дешавки со него. Кај Стево у кафана? Кај Стево, не у кафана, него дома, кога се собиравме гиче, сите. Да, Сузе, како не? Сузе, здраво, како си, добра? Добра, Сузе, добра, се држиме некако. Баш ми е драго што те слушам. И мене ми е мило што те гледам и се слушам и се најубаво да слушам. За лагиве, некогаш, не знам, јас стално се прашувам, децата си ги воспитуваме да бидат искрени и да ни кажуваат се. И кога ќе ти кажат се, некогаш ти е и непријатно нешто кога ќе слушнеш. И сега не знам стварно дали треба да бидеш секогаш искрен или па некогаш треба да прикриеш вистината, не знам, стално се прашувам. А јас сум таков тип што сакам да ја зборам вистината и да ти кажам дека, например, ако не ти е убаво тоа, дека не ти стои, ама некого го... И не знаеш, стварно не знаеш како да се понашаш. Да, кога бевме мали не учеа дека кој лажи, има вошки на таван спие и како беше она. И глувци го лазат. Да. И внукот сега го учиме да кажува се вистина и кој ќе ти каже после... И стварно, не знам, стварно, ова е деликатна тема, а има некој го гледаш, те лаже у очи и знаеш дека не е така, не можеш да му речеш аман човече, без со тебе знам што се дешаваше. Можеш. Тоа значи дека ги оправдуваме белите лаги или не ги оправдуваме? Не знам што да кажам, ова е многу специфично. Некој е болест и некој му е и болест, а и постои и болест, само да лаже и сами од себе се лажеш уствари. Добро, на нив е оправдано, на нив не можеме ни да им замериме на луѓето што си го имаат тоа медицински, но на никого начелото не му пишува, така нели? И секој човек треба да биде подготвен во секакви ситуации да реагира соодветно. Затоа и денеска отворивме една ваква тема да видиме како се носиме и како се справуваме со ситуациите во кои сме ни криви ни должни некогаш ставени. А некогаш си па и приморан некоја ситна лага да направиш за да завршиш некоја работа. Не знам што да кажам, стварно.
деликатност. Во секој случај ви благодарам што ни се вклучивте денеска во живо. Многу прекрасна емисија. Благодарам. А вие се заработевте со мојот син и многу стално ве цени и ве почитува во А1. Мило ми Не е. кажам сега кој не е битно. Поздрав И на кој да, јас имам пријатели, прекрасни пријатели од сите куќи каде што сум работела и тоа ми е навистина. Најдобри зборови за тебе Благодарам. има. Поздрав многу, убав ден. Имам подарок за вас. Еден прекрасен албум за фотографии. Тоа никогаш не излегува од мода. Колку и да оди технологијата напред, колку и да имаме паметни и многу попаметни телефони во иднина, верувам ќе имаме од овие кои сега ги користиме, вадете фотографии, правете фотографии кои секогаш треба да останат и да ги покажувате на вашите внуци, на нивните правнуци и така натаму, бидејќи тоа единствено останува после нас. Убавиот спомен. И благодарам што ни се вклучивте во живо. Ало, и не ме разбрав што за албумот, тоа нешто. Подарок. Ние даваме подароци на нашите гледачи. Сега вака, пошто јас сум непокретна. Може ли на Бубо да му го дадете албумот? Јас ќе го земам после од Може. тебе. Со задоволство. Еве, Бубо ќе го земе албумот. Договорен. Да. Ваш, ви благодарам што ни се вклучивте. Многу поздрав, прекрасни сте, многу здравје ви пожелувам. Што и да е ќе помине, како и да е добра мисла, само да не прати. Така е. Тоа е така е. најбитното. Така е. Позитивни да бидеме и се најубаво на сите ви посакувам. Апсолутно. Апсолутно. Мала И поздрав благодарам и од многу. сите. Ете, тоа беше првата гледачка. Дали имаме уште некој гледач? Чинам дека уште еден не чека на нашата телефонска линија. Добар ден, во програма сме. Ало, Добар ден. добар ден, повелете. Овде Зоран Маневски од Битола. Како сте, господин Зоран? Одлично. Одлично. Мислам, се познаваме лично. Знано и ве поздравувам, посакувам среќни празници. Благодарам многу. Драговиот имате многу убави гости, добри гости, лични гости, интересни гости. И јас малку надвор од оваа темата ваша, само сакав да кажам, она во врска со музиката, што ни е заедничка тема, тој што пее зло не мисли никад, меѓутоа тој што многу му ја мисли, не му е до песна. Ма ич нека не му ја мисли, нека земе, нека пее, има ли поубава терапија и поубаво нешто од музиката, нели? Нема. А може и да свири нашише, така да посвири малку и така. На што и да пее или да свири, воопшто нема да направи погрешен избор. Навистина музиката е нешто што не прави комплетни, не подмладува и секогаш ни го разубавува денот, ноќта или што и да е. За темата ме интересира, малце за темата да ми кажете, дали секогаш да треба да се биде искрен и по секоја цена? Не вреди да се биде стално искрен. Не вреди. Зошто не вреди? Па не знам, такво ми искуството, нема добра зложеност. Велат кој е искрен секогаш мирно спие и нема зошто да се размислува дали некому кажал вака или кажал онака. Јас единствено би одлучила да не ја кажам вистината, ако некого треба многу да го заштитам, ако да речеме пример, некој се соочува со некоја огромна загуба, болест или нешто што му престои страшно, тогаш нема да го излажам, туку само ќе ја одложам вистината. Ќе го одберам вистинскиот момент кога да му ја кажам вистината. Се согласувам. Вистината може да се каже, меѓутоа да не биде она што ќе го навреди човекот, туку да биде вистината онаа што е малку она за друга работа, нешто му се каже што нема да биде навредливо. Да. И тоа е вистина, нели? Но затоа постојат одбрани зборови, соодветно време и начин на кој што ние ќе ја кажеме вистината, така? И најубаво е да се запее Сузана, не само да се така, дали да излажим или не. Песната си е песна и секогаш не расположува и не тера многу и работи. Браво. Супер. За господинот Зоран имаме уште еден албум за фотографии и подарок. Не знам како ќе ја испратиме до Битола. Бубо. Не е проблем. Ги земам јас сите. Оставете ги вашите податоци, ве молам, во режија. Ќе се обидеме јас да ве комуницирам или некој од моите колеги и да најдеме најдобар. Прашам само вас едно прашање. Кажете. Каде ќе овртите парето вечер? Парето вечер може би ќе го вртам кај моите сватови.
Или заедно со моите сватови, бидејќи во Битола е традиција да се врти парето, јас жалам што не сум на овој ден таму. Ви посакувам да бидете во ќар, во позитивно. Благодарам. Ви благодарам многу. Ви благодарам многу, секој добро ви посакувам и многу среќа на сите кои вечерва ќе го вртите парето во Битола и ќе играте бељот. Се игра уште бељот, така нели? Се исклучи господинот Зоран. Отиде бељот да игра. Да се надоврзам на муабетов, може ли? Може секако. Бидејќи рече, предпоставljam, мислиш ако го добиеш парето, демеки и бериче следуе. Што правиме сега со тоа што децата, внуците ги лажеме, им ставаме влажна паричка за да им падне на кога ги делиме паричките. Дали е тоа во ред или не е во ред? Греф е, тежок греф е. Или бела лага. Јас 3 пати се прекрстувам пред да кажам кај е паричка. Да, ама ако не им падне, па жал те кој ќе видиш дека не им паднало. Јас се сеќам децата мои кои растеа, се сеќам на помалиот син, сега кога видов Фелкава со подароците тука, па ми текна на тој пример. Нели, у старт ги лажеме за Дедо Мраз. Ние на сите и викаме бела лага. Да, и како што му е бела брадата на Дедо Мраз, Дедо Мраз е и лагата. И више подпорасна, почна сам да сваќа и ден доаѓа и вика, зато јас знам дека родителите ги купуваат подароците, дека Дедо Мраз не ги носи. Му викам, браво, синко, јас ти си пораснал, више знаеш дека децата се посакуваат желби, родителите ги исполнуваат желбите, ама Дедо Мраз е тој што ја организира целата работа и ги носи кај сите, пошто ние не можеме секаде да стигнеме, а оне чудо на природата и стигнува секаде. Така е, тато си легнавме вечерта, јас таа вечер случај да сум заспал у дневна соба и кај 5 сат са вале слушам, ми шушка нешто, го гледам, он стана у 5 сат, проверуе под елката пак, дали случајно дошол Дедо Мраз. И земав му ставив паричка во тие чизмичките што висат на елктот, кога си легна, они кога стана, му викаме, ти провери за Дедо Мраз да не донел нешто. Па нема ништо, знам дека Дедо Мраз не ги носи. А у чизмичките провери? Не, ај провери, му викам. Брца во чизмичките, гледа и остана збунет. И пак ја отворивме темата, направивме. Да. Али ја и до ден денес верувам дека Дедо Мраз постои. И јас верувам и до крај на И животот. убаво е човек некојаш да верува во нешто што може да не постои, али е многу позитивно и што е многу добро кога би постоело. Така, Роберт ни го должи одговорот на прашањето Арно, ама не се соборев, не грижи се, имаме повторно гледач, така ми јавуваат нашите колеги од режија. Ајде да го чуеме следниот гледач. Добар ден, во програма сте. Добар ден, слушајте ме во слушалка, ве молам. Ало. Погласно ќе ве замолам. Ало, Добар ден. добар ден. Добар ден, повелете, кој ни се јавува? Се јавувам од Кавадарци. Таму ке дојдува. Прекрасно, навистина. Ајде малку кавадаречки да си позборуваме, а? Бубов да видите колку литературно убаво ни зборува. Јас цело време сакам да му речам, пушти кавадаречки, пушти си ја душата малце. Сакам сите да ве поздравам во студиото, посебно мојот сограѓанин Пубо. Благодарам, Ме фала. слушате? Ало, Да, ве слушаме, повелете. сакам сите да ве поздравам во студиото, посебно Бубо, мојот сограѓанин. Емисијата ви е прекрасна. Ви пожелувам се најдобро во емисијата и продолжите така, а за лагите немат крај. Како и да кажиш, секако мислат дека лажиш. Зависи кој не слуша. На лагата и се кратки нозите. Така е. Она ќе излезе когаш, тогаш. Така е. Бубо го знае најубаво тоа. Јас имам 66 години, а Бубо го познавам како дете. Прекрасно. Прекрасно дете. И сега е возрастен, му пожелувам се најубаво, а лагата од секогаш постоела
и ќе постои. Мене кога ме лажат во очи, јас им одобрувам, ги советувам, ама во себе си мислам дека они мислеа мене ме излажаа, ама они сами се излажаа. И затоа на лагата воопшто не коментирам. И песната Лажи, лажи, вере во почетокот ви беше на право место. Сакам сите да ве поздравам комплетно, а вас како водителка ве памтам уште од А1 телевизија. И ви пожелувам се најдобро во животот. Многу ви На благодарам. сите, да ви се остварат сите желби. Благодариме и на вас исто така. Многу ви благодариме. Јас цела Европа ја прошетав, а сега е ред да видите вие помладите што е Европа. Јас 46 години бев во Европа. Одлично. А сега сум пензионер и во Кавадарци ги уживам пензионерските денови. Во Европско Кавадарци. Со европска Многу ви пензија, благодарам. веројатно. Многу ви благодарам што ни се вклучивте. Мораме да му дадеме предност и на другите кои што чекаат наши гледачи, како и на гостите кои што се трпеливи, па никако да ни остане време да ни одговорат. И за гледачката од Кавадарци која не ми го каже името, уште еден ваков албум за фотографии подаруваме. Бидете со нас стално во неделите. Дали може би режија имаме уште некој гледач или да си го продолжиме разговорот? Да, имаме уште еден гледач. Добар ден, повелете, во програма сте. Мартин. Здраво, Мартин. Целавода од Скопје. Како сме, Мартин? Па, недолно, добро. Не е лошо. Ви благодарам за трпението. Среќни празници. Така. Па, за темава, дали вреди да се биде искрен. Па, не заслужува секој да ја чуе вистината. Предно тоа да почнеме. Така. Така да, тоа е тоа. Не вреди, значи, да се биде искрен. Некој, а не мора да се лаже, значи. Едноставно, заобиколи го. Не е вреден, чим се мислиш дали треба да бидеш искрен или не. Само заобиколи го. Но ја преферираш вистината, предпоставувам, не ти е тоа... Ти како? И не ти е sejedno дали некој пак со тебе ќе биде неискрен, нели? Ако ми е близок и пријател и заслужувам да биде искрен спрема мене, треба да биде искрен. Ако јас сум неискрен спрема него и нема потреба и он да биде искрен. Така. Одлично. Друго се врти, не сме само ние што треба да бидеме искрени, Апсолутно. ние неискрени. Апсолутно. Ниедна лага не останала закопана и еден ден испливува на површината, така да колку да сакаме да ја одложиме, таа еден ден ќе излезе на виде или на Мартин. Немаме албуми повеќе, но затоа имаме книги, имаме еден реставратор кој сакам да ти го подарам. Ние сме на Скупи број 3. Можеш да си го подигнеш од 1 ТВ кога ќе имаш можност. Ти благодарам што ни се вклучи во живо. Сус имаме еден предлог. Симона од Усија само и се најдобро. Благодарам многу, исто така. Имаме еден предлог, кога ќе ви снима албуми за фотографии, можете и мобилни да давате, пошто може и со преку Вибер, преку... Да, тамо се стават, да се листат. Да, и после ќе си го менјат, ќе се сликат 3 пати да види, па ќе си ги менјат сликичките после. Вие ќе видите тоа. Роберт не ни одговори пред малку, пред многу повеќе. Како ги препознаваш луѓето? Има ли некој начин по кој ги препознаваш луѓето кога не ја зборуваат вистината? Прво, јас се бавам со една професија која што е музички продуцент и исто како кога снимаш вокал во студио и кога некој ќе отпее фалш, исто знаеш да изреагираш и да кажеш чекај, стоп, ово да направи фалш и слично. Исто се случува и кај одредени луѓе кои што добро ги познаваш, кои што имаат одредена не знам интонација на вокалот кога зборат. И во некои ситни логика што можеш да ги фатиш и да запамтиш каква е нивната интонација, дали зборат... Погледот кај им оди да, дали зборат очите. маце потивко, дали може би маце повисоко, дали срамежливо, не те гледаат гестикулации на телото.
сите тие некои знаци ги пратам и според тоа си дознам колку е саат. И нормално пристапот на тоа какво прашање ќе му поставиш, значи некогаш треба да бидеш малце индиректен, не толку директен, затоа што секој кога ќе го ставиш на жешкото столче, ќе проба да се буни, да се брани на некој начин, пошто тоа е некоја природно човечка особина, да кажеме. Затоа треба да му дадеш некоја слобода, за да види дека уствари не е толку лошо и не е толку страшно, ако навистина ја каже барем и во онаа бела лага вистината, бела вистина да речеме, ако постои такво нешто. Одлично. Антонија, ти си најмлада од сите нас во друштво, и сите сме некако генерацијски. Сите сме млади во тема. Сите сме генерацијски доста далеко едни од други, затоа се обидов да направам неутрална тема која што нема толку да ги третира женско-машките релации, туку ќе го третира секој еден човек кој што тежне кон тоа да може слободно да секого да го погледа во очи и без никакви предрасуди да зборува на секоја една тема, колку и да е незгодна и деликатна. Си се нашла ли ти во ситуации кога треба да заобиколиш некоја ситуација, да ја превртиш со други зборови вистината? Па, сум била во многу такви ситуации, но не знам, јас секогаш сум искрена со сите и како што кажав, и да се налути, не е важно, битно да си искрен, затоа што после ти мирно спиеш, немаш грижа на совест дали ќе кажеш, а инаку се познавам многу по... Јас познавам многу по очите, затоа што очите некако најмногу зборуваа за се, така што... Ти си девојка растена со ова ново време на паметни телефони, што ги споменавме неколку пати на социјални мрежи. На социјални мрежи и на се останато. Колку вистина или невистина има таму кога се лајкуваме, кога си коментираме, кога си... намерно лајкнеш. Аха. Колку лицемерие постои таму? Има ли повеќе лицемерие од што има вистина? Па, обично, јас од моја женска страна, ако некој, например, не знам, некој девојче ме нервира, нема намерно да лајкнам. Така што нема потреба, ако не ми се допаѓа, нема да лајкнам. Не сум тој тип на човек, ако нешто се сите по него се и јас по него. Не. Едноставно, ако ми се допаѓа, ако не, нема што. А комплиментите што си ги делат посебно жени на жени, бидејќи ние жените за комплименти сме? Тоа е најинтересно, како те лажат. Трговски центар. Затоа постои Сергеј. Да. Тука најмногу те лажат. Да е жив и здрав. Да е жив и здрав Сергеј што постои за да може малце да се повлече црвена линија, нели? Бога ми, да бидам искрен, многу работи се регулираат со неговата емисија. Убава си изренда. Почнуваат луѓето да сваќаат и се замислуваат сега и како ќе се фотографираат и како ќе се облечат. Чекај што ќе рече Сергеј. Да бе го зима телефон. Нас жените повеќе не лажат. Сергеј ме утепа. Не, ја... Нас жените повеќе не лажат, сигурно. На жена ми стално и кога ќе ме праша треба да извикуваме ово како ви стои. Е, супер ти си. Само ќе сечу се јам на Сергеј и одна се пресоблекува. Браво. Да, дефинитивно нас жените повеќе не лажат. Ајде да отпееме нешто вака, може ли Антонија, чисто за муабетов, многу убаво го кажа ова. Нето се лага, лажи ми. Лажи Вереја испеавме. Лажу те, само те лажу. Ајде нешто чисто, што ќе ти дојде сега на памет, нешто убаво од седење, вака без музика. Прва на памет ми дојде "Врати ми го сонцето". Ајде, одлично. Не враќај спомени, солзи исплакани, не враќај ги ноките, долги несвиени, не враќај ја надежта, болка во срцето, едно ти врати ми го сонцето. Браво, вака болна ако пее, значи како пее кога е на стината. Само што очекувам да речеш, ајде сега сите заедно. Ајде рефренот заедно. А ти не во форма, заради тебе не го рече тоа, иначе да беше и ти во форма. Дека мене ме штедат сите денес, кој е пењето во прашање. Дека после ти кажам убаво, испеа, не испеа. Така. Дали може би имаме гледач на нашата линија или можеме да ги побараме рекламите, а потоа
да си се вратиме назад на темата. Секако имаме време доволно и за да си продискутираме се уште и за да ни посвират и попеат Джулија Акустик, но претходно ајде да го погледнеме рекламниот блок. Ете малиот рекламен блок заврши, ние зборуваме овде на темата колку вреди да си искрен, колку пати сме се нашле во ситуација да ја извртиме вистината и да кажеме нешто што на другиот му е неопходно во моментот да го чуе, а тоа сигурно не било вистина, ама не било ни лага, нешто помеѓу било. И овде помеѓу нас навистина се разви една голема дискусија околу темава колку пати всушност ние во денот или воопшто во животот се наоѓаме во некои такви ситуации. Го чувме и размислувањето на гледачите, но ќе си го продолжиме и разговорот со нашите гости. Малку само ќе направам едно скренување од темата, да ве прашам како ја стартувавте 2019, па ќе се навратиме повторно околу сето ова. Имавте успешна година, сите ве следев помалце што се ви се случуваше во животот. Награди на фестивали, Макфест, Романија и нови песни сега. И нови песни. Така ќе стартувам, така ја стартував 2019. Работам со... Брзо е тоа? Си имам, ја се ги чувам. Работам доста, сега имам некои настапи што ми се ближат, исто така она што е All Stars во Србија. Со тоа сега, да, тоа е во тек. 6-7 круг е така. Така, 6-7 круг и е доста интересно и кај нас го даваат и гледачите исто така може го проследат и на YouTube и на Алфа телевизија, така што со тоа се занимавам сега и така таму сум насочена, затоа што треба да се трудам повеќе да некако се вклопам во сите тие нови задачи што ни ги даваат, затоа што е малку поразлично од тоа досега што беше. Затоа што ни задаваат задачи секој круг кои што ние треба да ги пратиме и да одговара се на темата и да сме спремни секогаш. Така што ето сега на тоа сум насочена и секако настапи, нови проекти, нови песни и тоа е тоа. Одлично. Роберт речи си да нема пеач или пеачка наша или бенд со кој ти не си соработувал и за кого не си правел песни, си продуцирал, си пишувал и така натаму. Има и исклучително еве јас да речеме. Еден треба јас и еден дует да направиме, да ни среди. Зошто да Јас не, јас си спремам нешто. Да, спремам. Да? Па добро, колку сум можел да успеам, ете и колку 18 години работам на естрадата. Да, толку малце. Колку што имала на години? После 9 години се појави на Макфест. Како извини? После 9 години пауза се појави на Макфест, така нели? Па од прилика, да, 7-8 од прилика. Имав прекрасен текст на еден мој пријател Робин Зимбаков и на негова голема желба и иницијатива, а нормално и јас, онака потено дека сакаш да настапиш, но само ја гледаш онаа фигура како си застанат на Макфест, но не го гледаш целиот тој процес што све треба да направиш, бидејќи нели работам и песни, работам со други и слично, а кога треба да настапуваш, треба да се сконцентрираш малку и на себе си и како изгледаш и слично. Так. За планови, можам да кажам дека 2018 можам да бидам задоволен, бидејќи ми беше целта да малце вратиме свеста на народот за македонската музика. И не само свеста, туку да вратиме да има интересот, да има песни, да има пеачи. До пред неколку години работев само исклучиво со Тамара, но еден пеач не прави естрада. Направивме навистина добри песни, но сега се насочив да правам за повеќе песни, за повеќе пеачи, различни стилови, тоа ми е преизвик и ќе видиме 2019 како ќе се развие. Имаше прекрасни песни, значи големи хитови си направил на многу од помладите колешки и колеги, но не можам да заборавам една преубава песна кога прв пат сватив колку нешто посебно има во твојот музички израз, кога ја направи песната на Мартина. Како се викаше? Тоа беше многу одамна. Многу одамна. Сигурно има некои 5-16 години, така нели? Колку вреди љубовта, така нешто мислам. Така нешто беше навистина нешто исклучително посебно и поинакво од се останато. Бубо. Цацко е ликот кој што те одбележи, верувам, за овој живот. За последниот, не знам кој лик ќе го одбележи Бубо Каров. Цацко со неколку подликови, подкарактери. Подкарактери. Ти не достига ли
К15. Цацко. Периодот на К15. Цацко не ми не достига, со Цацко сме ностоп заедно. Поздрави К15 го. нормално да ми не Мене- достига. И јас сакам уште К15. Сите сакаме, Сакаме зедовме пред сите, 2-3 меѓутоа, недели, ама да. ни не достига, како дневна доза многу ни не Да, достига, се- беше навистина дел од нашиот живот. Се 2 во децении. свое време, викат старите. Малку е неприродно, само што тоа заврши прерано. Мислам дека можеше да тече барем уште 5-6 години, ако не и 10. Али сега гледам дека мисијата на К15 всушност не е завршена, бидејќи благодарение на новите технологии сега на YouTube, еве Антонија, например, сигурно било многу мала кога ние бевме во екот на правењето на К15 и многу помлади деца, дури деца на 5-6 години, кога ме препознаваат и више памтат на памет скечеви, тоа значи дека К15 се уште живее на некој начин и тоа ми е посебно драго. Али би замолил тука да затвориме оваа тема, пошто не сакам многу да зборам на таа тема. Почнувам да се повторувам и А во име на муабетот ние додиме со една песна, Джулија Акустик така. се подготвени. А потоа може би навака ќе ни ја префрлите малку гитарата па да видиме што тука како ќе се покаже ова друштво. Повелете. Who have done wrong, left your heart on, is that what demons do? Took you so long, where only fools gone, took the angel in you. And now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can do. 'Cause I need to know now, can you love me again? 'Cause I need to know now, can you love me again? 'Cause I need to know now, can you love me again? 'Cause I need to know now, can you love me again? It's unforgettable, I stole and burned your soul, 'cause that was demons too. They rule the worst in me, destroy everything, and blame on angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. I feel with all the strength I found, there's nothing I can do. 'Cause I need to know now, can you love me again? 'Cause I need to know now, can you love me again? 'Cause I need to know now, can you love me again? 'Cause I need to know now, can you love me again? Told you once again, do this again, oh no. I told you once again, do this again, oh no. I told you once again, do this again, oh no. I
told you once I can't do this again. Do this again, oh no. 'Cause I need to know now, can you love me again? 'Cause I need to know now, can you love me again? 'Cause I need to know now, can you love me again? 'Cause I need to know now, can you love me again? Can you love me again? Браво. Прекрасно. Се што е со музика зачинето секогаш поубаво тече. Антонија ни отпеа нешто подоцна, ќе видиме што би можеле ние тука, Даре, ќе можеш да ни ја поземеш гитарата за кратко, да? Што би можеле ние нешто тука вака на лице место да импровизираме? Или Роби или Бубо? Или Роберт, или Бубо. Пробам, стигне гитарата, а може и комбинирано. Може и Може комбинирано. да направиме ја да држам гитарата. Ја трзалисата. Може и комбинирано, додека да стаса гитарата до нашиот пулт. Јас само сакам да ви споделам една навистина интересна, многу интересна една денеска реченица прочитав, додека малку се подготвував за емисијава и за темава. Бубо, ова сигурно тебе најмногу ќе ти се допадне. Една реченица вика вака: потребни се многу лопати за да ја погребаш вистината. Убаво кажа. Нели? Уште еднаш кажа, потребни се многу лопати за да ја закопаш, за да ја погребаш вистината. Колку и да сакаш ти можеш да ја сокриваш вистината, колку сакаш ти можеш да ја одлагаш, да не ја пласираш вистината некаде каде што таа е суштински важна да ја кажеш, но на вистина ќе треба добро Има да... такви мудри мисли кај народните умотворци. Ја би додал тука не само многу лопати и безкрајно длабока дупка, за да, ако сакаш да пробаш да ја закопаш тешко. Како тоа лагата нема крај, а и се кратки ногите. Тоа тука има една контрадикторност што и кога ги слушаме народните поговорки, често се наоѓаме у дилема. Преска и некои од слушателите, односно гледачите што се јавува, кажа дека на лагата и нема крај, а во исто време каже дека на лагата и се кратки нозите. Да, контрадикторности невидени. Значи, тоа значи дека стварно стапот има два краја. И така треба да се гледаат работите. Тоа значи не дека треба да си дозволиме или дека е дозволено да лажеме или да не ја кажуваме вистината стално кога ќе ни текне. Него треба да имаме разбирање дека некогаш на вистина некој можеби е у таква ситуација да не може да каже вистината. И можеби во одреден момент е тоа пожелно. Иако јас, например, од моето животно искуство, знам дека за себе барем, дека секогаш сум ја кажувал вистината и во поголем дел од случаите ми се љутат кога ќе ја кажам вистината. Значи, тоа е сериозен проблем. Јас на овие години почнувам да мислам дали сум бил во право што секогаш сум се трудел да зборам вистината и само вистината. Да. Дали во денешно време во кое што факт е дека ние... А од друга страна, извини, сигурно сум бил у ситуација да морам да излажам у некоја ситуација да заштитиш некого или било несоодветно време, посебно кога се работи за деца. Не можеш се да му објасни се ти на мало дете од... Имаше вас еден многу добар пример. И што правиме ние сега, му пуштаме на мали деца да гледаат цел ден порнографски филмови и вечер на прелегнување од 10 и викаме, ова што го гледавте денес е тоа што вие не треба да го гледате. Катастрофа. Да. Дали во време, како нашево и место, и небо, каде што сме поделени по секоја основа, луѓето се поделени по политички, по верски, по
по секакви други можни и се повеќе ми се чини дека луѓето се отугија, се оградија, се разединија и се потешко им е да го прифатат другиот со сите негови различни ставови. Дали мислиш дека по секоја цена треба да се биде искрен и да се кажува вистината во очи или најлесно е да премолчеш или да оставиш на игнор? Ова за сите прашање. Ја ќе се свирам, вие зборите. Може додека е тазе. Мислам дека треба да се прави разлика помеѓу став и лага. Односно помеѓу мислење и лага. Например, јас имам одредено мислење, за тебе тоа мислење е несоодветно и одма го толкуваш како лага. Значи, треба да ги и да се разграничуваат работите. А гледам дека кај нас баш оваа ваква ситуација има толку плодно тло начекано да лагите функционираме исклучиво на лаги. Кога ги слушаме партиските соопштенија што врчат од една, од друга, од втора, од трета страна, значи, тоа е барајќи си изговор за собствената немоќ или за собствените грешки, се служиме со лаги или порази. Има луѓе кои што не можат да прифатат порази, дека се поразени. Мене ми е драго и искрено да ви кажам што е полека цела оваа ситуација добива политичка, да речам сега, не е тема таква за денес, меѓутоа но и тоа не е секојдневие. Да. Драго ми е што тоа добива завршница, за мене позитивна завршница, и се радувам и се надевам дека брзо ќе се заврши ситуацијата и во Грција и овој проблем ќе се реши за да почнеме нормално да функционираме. Кога ќе почнеме да функционираме нормално, мислам дека многу брзо и овие другиве работи ќе почнат нормален тек да добиваат. Че немаме потреба толку да се лажеме едни со други и да се уверуваме во или да не веруваме во спортивното мислење. Кај нас има еден голем проблем, почнуваме, ако имаме различни мислења, почнуваме да се доживуваме као непријатели, а не како неистомислени. Тоа и ми беше прашањето, да. Да, ние не почитуваме туѓо мислење, затоа што секој што мисли поинаку од нас, мислиме дека тој не треба повеќе ни здраво да му ама тоа е проблемот со егото. Да. Тоа е проблемот со егото, кој колку може да прифати. Читам таму, вреди ли да се биде искрен по секоја цена? Ја мислам дека вреди. Зошто? Бидејќи парем знаеш дека после тоа ќе бидеш ти мирен, ќе бидеш мирно спијам. Да, свој на своето знаеш дека си го кажал тоа што го мислиш. Са нормално, рековме дека не треба на секого да му кажеш све, бидејќи ја имав еден период кога онака за ништо не ми беше гајле и кажував све што мислев. Но се намали мојот круг на луѓе, на пријатели. Од друга страна, добро, затоа што сега ми се само моите најискрени пријатели кои што со нив сум се скарал за одредени работи, бидејќи сум бил искрен, сум им кажал некои работи кои што сум мислел, може би тешко ги прифатиле, но после некое време сватиле дека секогаш ќе знаат на што се со мене. Затоа што сум искрен, директен, им некогаш може би ги боли, но знаат дека ако сакаат да побараат некаков совет или било што, ќе можат да добијат искрен одговор. Да. Ако ги лажеш цело време, се согласувам. Има една песна, сака ми текна баш со лагите, текст на Елена Ристевска, во првобитната верзија беше "Избриши ми ги солзите". И ја читам и кажам, зашто ме правиш пак почерписан? Не ме лажи, избриши ги... Уствари, кај фатив, не е битно. Не ме лажи, избриши ги ти солзите, што имаш за мене, со љубов купи ме, за да простам се. Избриши ги ти солзите, да ми кријат лагите. Избриши ги ти солзите, знам ја слажни се. И толку знам од акорди. Ипам најмалку 6 употреби, тие преска рече 3. Или ти само основните ги брои? Да, и уште едно имам со лаже и не ми кажувај се, што помалку знам толку подобре. Имам уште неколку песни со лаги, значи гледаш сите песни инспирација се од лагите. Па да, тоа е најголема... Таа емоција највеќе може да допре до тебе. Знаеш, кога нешто си свесен, си го видел, едноставно може би не знаеш како да докажеш,
но си сигурен 100%. Пример, каков те би бил боли. животот? Можете ли да го замислите животот и сите наши комуникации, сите наши лаги? релации кои што ги имаме? Ние сме сите со некого во некоја врска. Јас сум во врска со мојата мајка, со мојата ќерка, имам друга врска со моите пријатели, со моите колеги. Сите ние имаме некаква своја врска. Замислете како би функционирале сите ние да сите само вистината ја кажуваат. А? Секој човек има улоги. Значи, ја имам неколку улоги. Јас сум и татко, и дечко некого, и син, и пријател, све. и роднина, и братучет, и се. Но И за кога секогаш сме целиот свет различни. би бил толку вистински, кога никаде лага не би била подметната, би било ли интересно, Бубо, да се живее на овој свет? Па да ти кажам, ова се хипотетички разговараме. Немало никад таква ситуација. Или кога Не сум сите чул никој политичари- да ми или кога- кажа во наше време немаше лаги. Имаше, Кога сите политичари само вистината би ја зборувале, замисли какво прекрасно место би бил светот за живење. па види, доволно е да се намали интензитетот, малку од 6 на 2 да намалиме, па Грењето. да, па лажењето или да не речам кажувањето на вистината или форсирањето на невистината. Има тука многу разлика, овие градации се што ги направи, тоа е више тема за некоја друга емисија и за елаборирање на секој аспект посебно. Би било идеално ако не да не се лажеме, а идеално тешко дека Идеално постои. нема. Пак мора да постојат тие бели лаги. Добро. Затоа што ке некои луѓе и се вклучува она пласебо ефектот, да кажеме. Ке му кажеш најубав си, највисок си. И тој се гледа во почиња гледало и расте стварно е некако, убав. да. Се Белите разубавува. лаги и не се страшни. Да, не се. Јас уште еден овај анегдота настана од на кој што сум бил сведок у свој време. Јас фатив у Кавадарци од времето на излегувањето на Корзо. И се знаеше точно секое друштво кој кај стои. Јас имав една луда среќа, стално се дружев со повозрастни од мене. Веројатно бев добар воспитан и доволно умен. Ме праќаа по цигари, ме праќаа по гебреци, јас никого не одбивав и секогаш ме носеа со нив. Имаше една ситуација, еден дечко упорно секоја вечер излегуваше и ги прашува другарите: "А ја убав ли сум? Добар ли сум? Како сум дотеран?" Од маските најубав си. И чутат сега. Чутат се, сите договорени да чутат. И после некој време се обраќа: "Роберт, абе, убав сум ја, добар сум?" Какви има добар? И сите чутат и после некој време му вика: "Право да ти кажам, не си." Па што ти поубав да не си? Така да има оваа анегдота покажува дека не секој може да ја прими вистината онаква Не случајно. како што е. Да. Па не, токму затоа Иако човекот убав беше. полека можете вие гитарата натака да си ја преместите, бидејќи ќе не почестат со уште една numera Джулија Акустик за крај. Секако, до тогаш како најмлада во друштвото, пак ќе речам, Антонија, сакам да ја прашам, во сегашно време, како се подметнуваат тие белите лаги во училиште, на училишните часови? Во моје време се знаеш, или треба да имаш спремно ливче, или на раката да си напишеш нешто. Какви бели лаги има Ама во денеска? моје време и во твое време немаше телефони, немаше интернет, немаше слушалици. Не бевме толку прости, имавме и по некој вокмен, Да. но тоа го нема сите да се разбереме. Диктафон нешто така. Да. Па и сега е исто, и сега сите спремаме ливчиња. Се шалам, не. Наставнички професорке не ме слушајте, ова не е за вас. Да. Јас обично имам разбирање од професорите, кога стварно не можам да стигнам, не ги лажам, кажам искрено, или кога не сум спремна. Сега најново имав една ситуација кај што стварно не бев спремна за тој час и отидов и кажав, не избегав, затоа што ние сите знаеме повеќе да си бегаме од часови. Не излажав, него отидов и кажав дека ствари не сум спремна и ме разбра и тоа е тоа, нема потреба да лажеме, но во одредени ситуации можеме да избегнеме само вистината. Но наставниците се посебно слаби на ученици кои и кога лажат, знаат бре да излажат, нели? Знае да го срочи тоа, просто му држи вода. Во наше време белите лаги многу функционира. Беше онака не беа злонамерни, немаа последици некои страшни. И тоа јас лично го оправдувам.
го кажав и преска моја став, ќе кажам пример еден од средноградежна школа, кој што имав еден другар, откачени до ден денеска е таков Зорки Труба, го знаат сите. Мислам дека у свет сите го знаат. И доаѓа на час по германски со еден тефтер голем, од оние А4 големите формати книгите. Професор, ќе се извинувам, ако може да сообштам нешто, да, повели, после овој час следува 15 минути одмор. Благодарам ученикот. И уште нешто, ако може ученикот Љупчо Каров да излезе, зошто играме за репрезентација, имаме тренинг. Може, чиме за репрезентација. Роберт, ајде Многу насам брзо крај. трчаше порано, не? Можеме ли да направиме една дистинкција кој повеќе лаже? Буго или Жените или Антонија? мажите? Мажите ги или лажат мажите? жените. Па Сега не индивидуално. зборуваме за бели лаги, зборуваме генерално кој За кого лажи ме. така. Ја те лажа. Кој кого повеќе манипулира и во какви прилики? Зашо мене ме одбравте? Кога ти рече не си девала, а ти Не, си... мене ми е Ја многу мислам, чудно. мислам Стално дека поставува жените. прашање, се од тебе гледа. Да, стварно. Не, Мислам твоја дека констатација. тоа жените се малце по-манипулативни, да кажем, ги користат И тие позлонамерни. фори, за да така понашминкано да. А мажите се малце поише храброст имаат да, например, кажам за другари, они што се блиски сега, некои кои што рандом го среќаш и да му кажеш вистини кој си ти. Мислам дека жените, тоа е одговор. Добро. Не сум против жените, тоа тоа не некој биде. поинакво мислење? Немам некој, Немаме. јас мислам дека не сум мерал, сега ќе обртам внимание на Јас ќе морам да ситуација. подстанам вака малце, нема да ми забележите, нема да си одам тука сум со вас сум, но ќе морам да Да подстанеме и не ние. бе стремна да се спремам. Пред време имаме понешто малку да ви подариме, еве ќе почнам вака од Антонија. Повели, Македонија стана Благодарам. исто како Англија. Овде врне многу често дожд. благодарам. Сега што зевате? Од нашите Да, баш така соработници, од прашувам. пријателите на Еден ТВ имате по еден убав чадор, кој што ќе ве Ти благодарам. заштитува и во дождливите денови, ќе А ве чизми нешто да ви се најде. 44. Гумени. ми кажеше ќе те спреме, си за во снег ќе ти набаве. Штета. Значи, еве тоа нека ви биде спомен од ова наше денешно дружење, во кое што ние се обидовме помалку да начнеме нешто и за вистината и за искреноста, кои што се навистина големи работи во изградувањето на карактерот на секоја една персона, помеѓу нас без разлика дали е млада, дали е возрастна, дали е женско или машко и така натаму, мислам дека по нашите зборови, по нашите дела ќе не паметат, а треба да се трудиме секогаш тие да бидат на ниво, да бидат вистините, да бидат издржани и секогаш дури кога не можеме да ја кажеме вистината таква каква што е, да одбереме соодветно што ќе кажеме само за да не го навредиме оној другиот. Ви благодарам многу што ни бевте Ти денешни благодарам. гости. Мислам дека децата треба секогаш да ја кажуваат вистината, бидејќи така ќе се навикнат и во текот на животот ќе им се влече тоа, да кажеме, Па како ете, навик. ние сме им урнеци, знаеш, што правиме ние, Пошто најчесто тоа децата гледаат знаат да децата. сокријат и големи лаги, ќе направи некоја белја и после од лага во лага. Да. Добро, обично ја кажуваат вистината. Да. Ги поттикнавме, ние ги поттикнавме сите да Битно е да ги размислуваат на оваа поттикнуваме тема. да кажуваат вистината. Останете и понатаму на фреквенцијата на Еден ТВ и понатаму ќе следиме што се случуваше и што се случува се уште денеска во Вевчани. Џулија Акустик ќе ја заокружи денешната недела во 3 и ќе ви посекам да ми останете здрави, живи се до следното наше видување во недела во 3. Повелете со музика. Довидување од нас. Waking up to ashen dust, I wipe my brow and sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Oh, I'm breaking in, shaping up, and checking out the reason. But this is it.
I suppose. They painted red to fit right in. Oh, I'm breaking in, shaping up, checking out the prison bus. This is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up, I'm feeling in my bones now to make my system go. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 oh. I'm radioactive.